Емисијата ја продолжуваме со психолог Деспина Стојановска. Секогаш велам, психолог во секое време не е потребно, но како во овие денови што не е потребно, предпоставувам никогаш. Деспина, многу тешки денови, не знаеме ништо да мислиме, ништо да кажеме, ни варираат емоциите. Единствена константа е болката, тоа би рекла. Така Искра, многу тежак период, нека име светол патот на сите луѓе, сите млади луѓе кои што се заминаа. Нека соберат сила оние кои што се борат да останат меѓу нас, да бидат здрави, да успешно се лекуваат и се разбира сочувство до сите семејства кои што останаа вечно обележани со оваа нивна загуба. Деспина, темата на која што ќе зборуваме денес е како да се справиме со загубата на близок. Ќе зборуваме и за оваа колективна болка што чувствуваме, но мислам дека треба да им дадеме предност на оние на кои што им е најтешко. И сега со можеби најтешкото прашање на оваа тема, тоа е како? Како да се справиме со загубата? Еден од најтешките процеси кои што ги работиме во психотерапија, јас како системски семеен психотерапевт можам да кажам дека со цели семејства работиме кога ќе се случи загуба во семејството. Загубата може да биде од различен карактер. Може да биде загуба на статус, може да биде загуба на работа, загуба на материјални добра или загуба на член од семејството. Загуба на член од семејството се разбира дека е многу потежок процес за надминување, за оджалување во споредба со сите останати, меѓутоа и загуба на член во семејството има своја динамика на трагичност, на болка и на справување со сето тоа. Да речеме, ако е повозрасен, постар член од семејството, пензионер, ритуалите и така натаму, оние трансгенерацијски образци на што велиме како што оди по ред, да оди по ред. Така е, да оди по ред. Понатаму, ако почине член од семејството кој што е носител на економскиот, финансискиот статус во семејството, тоа е исто голем шок, голем потрес за семејството. Како понатаму да се преживее, така е. Но не постои поголема, потешка загуба од загуба на дете. Тука веќе и нашите снаги како психолози и резилиентните снаги, онаа отпорност или жилавост на секој човек што ги носи во себе, се истрошени. Да речам, овие загуба на дете скоро и да никогаш не поминува. Колку тие традиционални начини, тука мислам на оние обичаи што ни се ритуали, кога некој ќе почине, помага. Дали се тоа дали се тие намерно на некој начин измислени од самиот народ како некој одбранен механизам против ваква болка? И колку помагаат тие? Па да кажам, имаат многу голем удел во справување со болката и со кризата. Нашата традиција, нашите генерации минати биле многу мудри луѓе. Тие можеби пред половина век и повеќе не знаеле многу за психологија и што е тоа што помага, но искуството ги научило на одредени однесувања, одредени ритуални однесувања кои што на некој начин помагаат во сето тоа. Еве да почнам од тоа е веќе и заборавено во денешно време, можеби некаде во руралните средини се уште постои. Меѓутоа, оние тажачки што ги викаат, тажачки на погреби кога починатиот се погребува, тоа се жени кои што го отпочнуваат процесот на плачење. Многу е важно да тагата не се замрзне во моментот, да загубата не се замрзне. Ние знаеме да го стиснеме тоа во себе, го потиснеме во себе и да продолжиме понатаму во животот, а после години таа болка, таа тага да не стигне преку можеби некое психосоматско заболување. Велам тажачките само како еден пример. Понатаму собирот на тие погреби, луѓето кои што доаѓаат е поддршка од нашиот социјален круг, тоа се наши ресурси, нашите блиски луѓе кои што во тој момент сочувствуваат со, знаете, ке слушнам сочувство, изразувам сочувство или сочувство. Самиот збор, ние го кажуваме често, но тој носи многу голема тежина во себе, во смисла дека ја разбирам твојата болка, сочувствувам со тебе, истото го преживувам, тука сум за тебе.
не си сам во целиот овој процес. Носење, например, цвеќе на гробишта при закоп е исто така ритуал кој што на некој начин укажува дека животот продолжува. Знаете, цвеќето е живот, цвеќето расте, расцветува, дека тоа што се случило, ние луѓето немаме моќ да го промениме. Мораме да продолжиме некако понатаму. И потоа оние зависи од религијата, нели на 7-дневен, 9-дневен помен, 40-дневен помен и така натаму, каде што блиските, семејството се собираат и се даваат поддршка едни на други. Велам, тие ритуали се многу значајни затоа што секој од нас, кога ќе се потсети на некоја загуба со која што се соочило неговото семејство по потекло, ќе видите дека ние ги носиме тие образци на справување преку приказни кои што ни ги раскажувале нашите баби, нивните баби, и во сето тоа ќе биде вметнат некој обичај. Например, кога сум дала некому пакетче кафе за душа на покојниот, нели, како и да се вели, и кога ние го правиме тоа, нас ни помага. Имаме впечаток дека правиме нешто што навистина, ако сите претходно го правеле, тогаш тоа е начинот како се справуваме со загуба, затоа што ние имаме пример, тие се соочиле со загубата, но продолжиле понатаму со животот. А вие, психолозите, Деспина, со кои механизми располагате? Ме интересира покрај механизмите, она што прочитав, би сакала малку да ни го подобјасните различни фази низ кои што поминува човекот по ваква загуба. Искусен психолог треба да ги препознава фазите во кои што еден човек се наоѓа или се соочува. И еве да почнам редоследно. Според фазата, така и ние ги моделираме нашите механизми на справување, интервенции, техники кои што ги имаме како алатки за работа. Првата фаза е фаза на шок. Кога зборував за типот на загуба, требаше да спомнам дека и начинот на кој што е загубен животот е многу значаен. Едно е да е нешто очекувано, така, а друго е... Ако е очекувано и ако имаме можност да се простиме да се збогуваме со оној кој што се заминува, така што кога ќе се случат вакви од огромни размери катастрофи или трагедии, фазата на шок е многу интензивна и силна. И кога е очекувана загуба, првичната фаза на шок се случува. Тоа е еден амортизер во нашиот психички механизам кој што вели подготви се, доаѓа после ова нешто друго. Што се случува во фазата на шок? Значи, тогаш луѓето не се свесни се уште со што се соочуваат. Не може да ги абсорбираат сите информации, сите содржини. Велиме, стесната е состојбата на свесност. Не дека не се рационални. Тие своите контролни механизми постојат, нашата психа е здрава, структурата на личност и така натаму, меѓутоа шокот е огромен и ние во тие моменти, да речеме, не знаеме што правиме. Сигурно дека нема да се повредиме себе или да повредиме некој друг. Меѓутоа, еве и ова што читам по порталите за изразување на бес и гнев од страна на соучениците, сограѓаните, врсниците на овие деца кои што загинаа вака несреќно, тоа е се уште шок и не гледам тука што да се замери. Мислам, не е тоа полна свест каде што може да расудува некој. Емоцијата е толку интензивна и силна да не постои начин да тоа се сопре. Велам, контролните снаги се за да не се повредам себе или да не повредам некој друг. За материјалните добра не може да се зборува. Следната фаза е фаза на негација, фаза на неприфаќање, фаза на негирање во која што се будиме и сакаме да веруваме дека не, ова не се случило. Дека било само лош сон. Ова е само лош сон. Не е ова реалноста. И тука се измешани повторно емоции. Морам да кажам дека тагата како тага се уште го нема својот полн интензитет. Тука се повеќе оние емоции кои што кон надвор можеме да ги исфрламе присутни. Тоа се бес, лутина, револт и така натаму. Барање на правда и сето тоа е во ред, тоа е природен процес. Затоа велам не може никому да замериме природен е тој процес како амортизер. После фазата на негација, и знаете колку се овие две фази подолги, толку повеќе го пролонгираат доаѓањето на тагата, затоа што веќе третата фаза е фаза на оджалување
или фаза на тагување, фаза на депресија, фаза која што е исклучително тешка да се надмине, а тоа е кога веќе сме свесни, реалноста е присутна, дека го немаме нашето дете, го немаме членот тука до нас и дека никогаш повеќе нема да се врати. Фазата на оджалување е најдолга од овие сите фази, некогаш може да трае со месеци, некогаш трае со години, некогаш и воопшто не завршува. Велам да заврши затоа што после тоа крајната фаза или нашата цел како психолози е да стигнеме до реструктурирање и реорганизирање на животот на живите, оние луѓе со кои што работиме, да може да се вратат во фаза на прифаќање, така? Па тоа е фаза на прифаќање, знаете како велиме да продолжат со животот, со сите убави позитивни емоции. Значи на матурирање на другите деца тие ќе бидат исто така тажни, на празници ќе им биде празно, ќе биде тешко тоа да се поднесе. Меѓутоа, ќе може да се насмеат од срце, ќе може да направат свадба на другото дете, ќе може да чуваат внучиња и така натаму, имајќи го предвид искуството кое што се случило. А што е со она чувство на грижа на совест, да го продолжам животот понатаму како да не било ништо? Имаме тука еден феномен кој што се појавува и често се среќаваме во психотерапија во овие процеси со тој феномен, а тоа е страв од оджалување. Знаете, ние кога ќе кажеме дека фазата на депресија или фазата на болка, на оджалување треба еден ден да заврши, луѓето мислат дека со тоа го забораваат покојниот. Напротив, никој не може да заборави такво нешто. Секогаш ќе им биде, нели како велиме, вечна слава или нека постојат во мислите и нивните дела и така натаму. Идејата на оджалување е да луѓето се реструктурираат да можат тие да живеат понатаму со животот, со целата палета на емоции и позитивни се разбира и непријатни емоции. Меѓутоа дека ќе ги заборавиме никогаш нема. Не е исто оджалување и заборавање. Тоа треба да го знаеме, за да прифатиме дека процесот на оджалување е нешто што може и дозволено и треба да се случува. Деспина, вие долго години имате искуство, сме имале и други трагедии, но дали имате чувство дека како ова што не погоди, ниту една досега не погодила? Ке зборувам од аспект на психолози, на моje лично искуство, се надевам и на моите колеги, колешки. Во минатото сме имале многу вакви, да речам, бранови. Добро што претходно ги спомна фазите, за да биде појасно и на гледачите што сакам да кажам. Во оваа првична фаза ние немаме што многу да направиме. Фазата на шок и на негација е фаза во која што блиските луѓе може да помогнат, да дадат поддршка, да дадат отворен канал на споделување на емоции, да плачат заедно, да приготват нешто за јадење, да помогнат при заспивање и така натаму. Значи сега ние тука кога би се вклучиле во овој процес би биле како член од некоја блиско семејство, понатаму за некаде 1 месец од прилика или 2 месеци. Ќе биде оној бран во кој што ние како психолози како ќе треба да се вклучиме и се надевам дека тоа ќе биде од страна на сите мои колешки и колеги доброволно во име на зачувување на психичкото здравје на нашата нација. Тука ќе се појават оние посттравматски стресни, посттравматските стресни синдроми, особено кај присутните во таа дискотека, таа кобна ноќ. И во минатото, например, можам да ги спомнам она што многу јасно се сеќавам 2016 година, поплавите во Стајковци. Земјотресите непосредно после поплавите во Стајковци. Луѓето беа исто во шок, но потоа ги стигна онаа тага или болка во која што ние интервениравме. Па тука се Смилковско езеро. Сите непогоди. Тука е Вања и Панче. Тука е Фросина. Знаете, сега ги чувствуваме сите тие загуби и да не зборувам за автобусите, за бродот во Охридско езеро, иако беше со странски туристи, но сепак ние ја доживеавме целата таа тага. Ние не знаеме како да го наречеме ова што го чувствуваме, затоа што реков варираат емоциите, имаме и тага, и бес, и гнев. Дали ова вие стручно би го нарекле како колективна травма? Апсолутно да. Ова е колективна травма.
има еден дел од психологијата кој што обработува психологија на толпа, се нарекува, кога ние се инфицираме од емоцијата на другите и од однесувањето, од активноста на другите, како например по фудбалски надпревари, кога сите викаат, викам и јас, кога сите трчаат, трчам и јас, кога сите тагуваат, тагувам и јас. Значи тоа е заразно чувство, заразна болка. И знаете како Искра, ако претходно сме викале, еве јас можам за себе да кажам, слушнав некој се разболел од канцер, на некој му починал близок, сум имала впечаток дека не ме допира мене, само да не е нели во наша куќа. За оваа трагедија јас имам впечаток дека е во наша куќа. Знаете, ова е дел од сите нас и тука не можеме да избегаме од болката. Не е само 7-дневната жалост, това ќе трае и ќе трае кај секој од нас. Секој од нас не допира. И јас имам деца кои што требале да живеат во свет заедно, во земја заедно со тие деца. Директно не допира. Колективното тагување од една страна е тешко за тоа што постојано сме во таа емоција, но од друга страна има една олеснителна околност, колку и да звучи чудно, а тоа е кога не сум сама во ова. Знам дека вие се чувствувате исто, дека моите блиски се чувствуваат исто, го споделуваме тоа, ќе се расплачеме заедно. Каде и да се свртам, знам дека луѓето се тие истите. Солидарноста се надевам и очекувам да биде присутна. Така што рековте дека најголема е убедливо болката за загуба од дете. Предпоставувам дека и оваа наша болка е толку голема затоа што станува збор за млади деца. Ајде, ние сме некако возрастни, така сме некако научени да се справуваме со тешки моменти. Какви последици ова ќе остави врз младите и како тие да се справат со оваа болка? Знам дека имаше некои насоки од МОН деновиве кои што беа препраќани, да. Така Вие кои насоки ви ги дали? Оние насоки каде што поголема група на деца се собрани, како например во училиштата, на други сега немаме настани, меѓутоа организирани собери каде што се споделува. Она што ми е најважно да го чујат гледачите е да не се стопира болката кај децата. Ако некој дете има потреба да плаче, нека се исплаче, нека каже што му се случува во душичката, што размислува, што чувствува, кои се тие мисли кои што постојано се вртат кај него. Никако да ги тешиме или да ги прекинуваме во плачењето. Знаете, ќе кажеме, добро да помина. Ајде, сега смири се. Нема потреба. Ако детето плаче, тогаш не е поминато за него. Јас би ставила акцент на... Да се придружиме во плачењето. Така е, да дадеме поддршка, да се исплаче, да кажеме, те разбирам, душо, јас истото го чувствувам и мене ми се плаче и да заплачеме со него. Па не знам и кој би се воздржал да не заплаче во ваков момент. Она на што би го ставила акцентот се адолесцентите и младите возрастни, кои што голем дел од нив и беа нели во таа дискотека. Ова е брзо созревање, брзо соочување со најтрагичен можен завршеток на животот на еден млад човек. Посттравматските стресни последици, да речем, и од сега може да се појавуваат некои дури и во оваа фаза. Тоа се несоници, тоа е некаква агитираност, тоа е неможност за концентрација, фокус и така натаму, меѓутоа понатаму доаѓаат оние кои што се анксиозни растројства, депресивност, панични напади, проблеми, потешкотии со спиењето, потешкотии во одржување на социјалните контакти, психосоматските болести. Тука се сите оние телесни заболувања кои што може да дојдат како причина од некоја психолошка траума преживеана. И плејада на многу други кои што велам некаде за месец-два веројатно ќе ги видиме, ќе ги почувствуваме, ќе ги дознаеме сите. Се обидам деновиве нешто позитивно да најдам, би сакала некако позитивно да ја завршиме емисијата, овој разговор, а тоа е дека единственото добро, можеби што во вакви трагедии се јавува е тоа што на некој начин се стануваме подобри луѓе. Стануваме похумани, дефинитивно посолидарни, но после тоа како да забораваме, како да продолжиме да бидеме добри луѓе.
Оно што го учиме преку солидарноста, преку хуманизмот и преку истата емоција споделена во вакви моменти е емпатија. Емпатијата е карактеристика која што и текако е важно да ја задржиме. Знаете, да, тоа и јас го гледам како нешто значајно и важно, колку и да можам да кажам позитивно во овој период, што сме сите во истото и сите сме заедно и сите сме со иста цел, а тоа е да дадеме поддршка на оние кои што се најзасегнати и да најдеме начин, онаа жилавост во себе да ја пронајдеме, жилавост во нашата држава, отпорност на вакви трагедии за да продолжиме понатаму. Реков созревање, едно созревање за сите нас, кое што може да ни укаже на тоа дека ако сочувствуваме во вакви трагични настани, може да сочувствуваме и во убави настани понатаму. Може да сочувствуваме и да бидеме автентично среќни и расположени кога на нашиот близок, на нашиот пријател, на нашиот сосед или сограѓанин му се случува нешто убаво. Да ја задржиме таа конекција, тој контакт. Што ние сме таков народ. Да се радуваме и за добро. Така некако. Ние сме таков народ, такво е нашето поднебие. Нас ни се потребни тие врски со луѓето. Ние сакаме да бидеме едни со други, но да бидеме на добар начин едни со други. Наистина многу благодарам на овој разговор. Се надевам дека малку барем олеснивме некому со овие совети. Тоа беше и причината поради која што дојдов. Ви благодарам на поканата. Инаку верувате, многу е тешко да се зборува за ова. Јас овој период активно работам со постоечките клиенти и гледам да ги завршам процесите кои што периодов ги работам за да оставам простор понатаму за она што ни следува, што го спомнав и претходно. Меѓутоа, тука сме, ако нешто ова значи на гледачите, ќе ми биде драго ако барем малку придонесов да Голема благодарам. посветиме внимание.